Поздрав до сите љубители на астрологијата, исто како до сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша убава планета Земја. Добродојдовте сите на мојот астролошки канал. Денеска сакам да зборувам за соларната еклипса или за делумното затемнување на Сонцето, која што беше синоќа на 29 март 2025 година, точно на 9 степен во знакот Овен. Во ова видео ќе зборувам како настанува една соларна еклипса, една млада месечина, дали имаме тука некоја разлика и која е таа колективна енергија која што можеме сите да ја очекуваме. Значи, една соларна еклипса настанува кога Сонцето, месечината и планетата Земја се наоѓаат на една иста линија. Значи, месечината се наоѓа во средина и го покрива Сонцето. Сега, ако само еден дел покрие од Сонцето, тогаш ние зборуваме за едно делумно затемнување на Сонцето. Во овој период на еклипсите, значи март беше еден месец кој што беше многу значаен, кој што беше многу интензивен, исто така и со полн со болки. Меѓутоа само преку болките можеме да учиме и да растеме. Хајде да видиме зашто сега ова што го спомнав е исто многу битно кога ќе ја представам и наталната карта на оваа соларна еклипса. Значи, како што спомнав, една соларна еклипса настанува кога месечината се наоѓа во средина. Сега млада месечина имаме кога Сонцето и месечината исто така се спојуваат тие две енергии самите со себе, ние тоа го нарекуваме една конјункција. Значи, кога Сонцето и месечината се наоѓаат, се зближени еден со друг, тогаш ние тоа го нарекуваме една млада месечина. Може би и вие сте родени во времето на една млада месечина или полна месечина, или па во периодот на еклипсите. Тоа би било сигурно интересно да се знае за секој од вас и ние тоа во една натална карта ќе можеме да откриеме. Значи, како што реков, овие времето на еклипсите се многу битни и значајни за сите нас колективно, и секако на личен план. Затоа што, еве да речеме за оваа соларна еклипса, сета таа незина цел, сета таа важност што ја носи, сета таа порака што ја носи, ќе можеме, ќе имаме време да ја разработиме и да работиме на тоа све до, да речеме, до октомври. Ега, што ни се случи друго во овој период на еклипсите? Во овој период на еклипсите, како што сите знаете, ја имавме таа трагедија во Македонија. И не само тоа. Значи, во целата планета Земја се случуваат нон-стоп трагедии, но битно беше сега во овој период на еклипсите, каде што и 2 дена пред тоа, може би вие сте слушнале за тоа, дека имавме голем земјотрес во Мијамар и во Банкок во Тајланд, каде што исто така многу личности го изгубија така својот живот на еден многу трагичен, катастрофален начин. Значи, овие периоди на еклипсите се доста значајни и критични. Меѓутоа, ајде да не влегуваме во таа енергија на стравот. Ајде тоа да го земеме како една мотивација, значи, секогаш, дали се тие еклипси или некои други планети кои што се, речеме, прават меѓу себе една квадратура, секако тоа ние го почувствуваме како болка. Значи, што сме принудени тука да работиме, да излеземе од таа комфортна зона, да излеземе од тој страв кој што самите си го ствараме.
Ајде да видиме зашто е тоа сега битно во таа натална карта на оваа соларна еклипса. Значи, Сонцето и месечината се наоѓаат на 9-тиот степен во знакот Овен. Значи, знакот Овен и знакот Риба се актуално многу битни, затоа што тука се случува све. Све и све што. Тука се наоѓаат многу битни планети. Во знакот Риба ги имаме и кармичките јазли. Сега, знакот Риба го представува последниот знак во еден зодијачки круг. Значи, со знакот Риба ќе имаме могуćност и би требало нешто за нас да оставиме. Значи, тоа е еден циклус каде што нешто се завршува. The end. Нешто се завршува. Точка, крај. Нов циклус почнува и се раѓа секогаш во знакот Овен. Значи, знакот Овен не мотивира нешто ново да почнеме, да добиеме еден нов идентитет. Тоа е најглавната порака на оваа соларна еклипса. Еден нов идентитет. Меѓутоа, дали е тоа толку лесно еден нов идентитет да се доби? Што значи тоа еден нов идентитет? Па да излеземе од таа комфортна зона, од зоната на каде што све ни е окей. Зошто нешто да промениме во нашиот живот кога све е окей? Ај, може би ова не ни се допаѓа, ај, ова може би не е толку добро. Меѓутоа, нема да успееме во тоа да го промениме. Ако ние тоа така го мислиме, тоа и така ќе си биде. Нема да се измени. Зашто? Ако ние самите си кажеме, па добро да ајде, тоа едното или другото не е баш како што треба, меѓутоа, тераме некако, иде некако. Тоа е тоа што ние ќе го, тоа нашиот ум ќе го запамти. Значи, тие се тие зборови, реченици кои што ние самите со себе си ги кажуваме и кои што еден ден нас ќе ни се представат и ќе речат, па да, еве сега имаш могуćност нешто да створиш, нешто да направиш, што од тоа сакаш да излезеш. Еве ти е шансата, еве ти е сега. И вие во тој момент се блокирате, едноставно доаѓа на врста на блокада, каде што ќе не може понатамо да се иде. Зашто? Зашто вашето уверение е така, вие сте уверени во тоа, дека не може тоа да се направи. И сега, ајде да видиме 9-тиот степен. Ако го гледаме 9-тиот степен од аголот, да речеме од бројот 9, што значи тоа? Бројот 9 е сега битен за целата оваа година, 2025 година. Значи, исто така доаѓа крај. После 9 доаѓа 10. Значи, деветката го представува крај. Крај на нашите уверенија. Крај на тоа со како што ние, во што ние веруваме. Ако ние нашиот ум го полниме со тоа, зашто да излезам од една комфортна зона? Ајде сега, ова работно место не ми одговара баш. Па тешко е да се најде друга работа. Со колегите може нема да иде. Во овој момент имам добри колеги, ајде ќе иде некако. Ама може би ја малку заработвам. Значи, ние не самите си се блокираме. Никој друг во тој случај не блокира. Самите си ставаме една блокада. Значи, нашиот ум е така програмиран. Значи, кој го програмира? Ние самите си го програмираме, затоа што ние си ставаме една блокада. Сега со оваа соларна еклипса, таа маска може да ја тргнеме што ја носиме. Сега можеме да бидеме автентични. Сега можеме да добиеме нов идентитет. Нова личност. Нешто ново во нас да се роди. Тоа што е наше. Тоа што ние го чувствуваме. Тоа што ние го сакаме. Може сега да се роди. И бројот 9.
Видите, бројот 9 на 9-тиот степен. Бројот 9 го представува во нумерологијата крајот на старото. Времето е дојдено да се ослободиме од тоа старото јас. Значи сега имаме голема могуćност и шанса да се роди тоа новото јас. Што е сега битно тука? Како ќе можеме да се ослободиме, на кој начин ќе може да се ослободиме од тоа старото јас? Ајде, сега ја немам сега лично за вас, а ќе ви кажам како се поставени планетите на овој ден. Значи, Сонцето, месечината на 9-тиот степен во знакот Овен. Сега, кој е нивниот владар? Кој владее врз оваа соларна еклипса, да речеме, астролошки гледан? Нивниот владар е планетата Марс. Планетата Марс е владар на знакот Овен. Сега Марс не се наоѓа назад во својот дом. Марс се наоѓа во знакот Рак и тоа точно на 22-тиот степен. Значи Марс не може таа снагата, енергијата, борбена енергија добро да ја воспоставили, да ја живее во знакот Рак. Затоа што тоа е многу вода, имаме тука многу емоции. Не може Марс во воден знак да се чувствува толку добро, меѓутоа во знакот Скорпион, да, тоа е веќе друга тема. Тоа беше неговиот прв дом. Море да не го мешаме тоа. Значи Марс во знакот Рак ќе не може својата енергија, својата снага на еден најдобар начин да ја манифестира. Сега, што прави Марс тука? Како што знаете, како што ви кажав, Марс е таа енергија што он е владар на оваа соларна еклипса. Значи, он е шефот. Сега, кога шефот нема да се чувствува добро, како ќе се чувствуваат другите? Не убаво. Не ли е тоа така? Зашто се чувствува Марс? Не се затоа што не е во својот дом. И што прави се? Како се однесува Марс со другите планети во овој случај? Марс прави еден значаен аспект со Кирон во знакот Овен. Значи, еден неповолен аспект. Значи, Марс квадрат ние го нарекуваме со Кирон. Исто така, точно на 22-тиот степен во знакот Овен. Таа е таа неповолна енергија. Марс ќе не може да на тој едноставен начин мора да помине преку таа болка, преку тој страв. Значи, сета таа енергија ќе можеме да ја добиеме, да се роди нешто ново, ако научиме да го прифатиме нашиот страв. Таа внатрешна болка што ја носиме. Затоа што се плашиме нешто ново да створиме, затоа што може, како ќе речат овие, како ќе речат оние, и така натаму. Значи, се плашиме од тоа, затоа што може да сме имале таква случка каде што сме биле повредени. Значи, Кирон го повредил Марс. И затоа тоа исто така програмирано во нашиот ум. И ние во тој случај како реагираме? Со блокада. Не сакаме да створиме нешто ново. Не може да се роди тогаш во тој случај ново. А како ќе може нешто ново да се роди? Само тогаш кога ние тој страв, таа болка, едноставно ја прифатиме. И кога ќе го освестиме тоа, битно е тоа да го освестиме. Да си кажеме самите со себе, да, јас го имам тоа искуство, мене така и вака нешто ми се случи, и тоа јас сум го доживеала, затоа не сум способна и не можам во овој момент
тоа и тоа да го направам. Кога тоа ќе го направиме, кога тоа ќе ни влезе во нашиот ум, кога тоа ќе го сватиме дека тоа е така, и само со прифаќањето, да го прифатиме тоа, тек тогаш ќе може тоа, тогаш да доживееме едно колективно исцелување. Во ред, тоа е многу битно да се знае. Значи, Марс, владарот на ова соларна еклипса, прави еден квадрат со Кирон. Само преку прифаќањето на болката. Во ред, така е. Сум била повредена, тоа ме боли. Сега го прифаќам тоа и го сваќам. Ајде да почнем ново. Сега ми се нуди шанса, например, да речеме, тоа нешто ново јас да го искреирам, да го започнем. Затоа што овенот ни дава мотивација, овенот е храбар, овенот некогаш и уме да претерува, значи иде со глава преку цит, кога овенот нешто ке сака, не може никој да го стопира, луѓе, никој, нема стоп. Таа енергија. Ајде да бидеме, да не се чувствуваме заглавени, да не останеме во тоа болкаво натре. Па не можеме ние цел живот да живееме само во болка. Не може, затоа што нема напредок. Не добиваме нова свест, не можеме да растеме. Затоа треба да излеземе од таа болка. Како? Ете, Марс ни покажува понатаму. Марс, меѓутоа, прави и се сложува многу добро со Сатурн во знакот Риба. Значи, со Кирон правеше еден неповолен аспект, каде што таа болката, Марс беше принуден таа болка да ја прифати, за да може да се исцели. Сега, преку дисциплина и верба, во што веруваме, луѓе, 9-тиот степен, дали јас верувам во тоа? Дали јас верувам, ако ја напуштам комфортната зона, дека и тоа ќе може да го доживеам. Ако не веруваме во тоа, џабе ние све. Значи, мора да се проба. Да ја прифатиме таа внатрешна болка што имаме, затоа што не можеме ние цел живот да живееме со таа болка. Да ја прифатиме и да си кажеме самите со себе, во ред, ајде, идеме понатаму. Понатаму, напред. Знаете дека овенот иде со глава од зид, што се вика. Да бидеме храбри, да си се мотивираме самите себе си. Може би слушате видеа или било со кој. Ви требаат луѓе кои што ве мотивираат да идете во акција, да излезете од таа комфортна зона, да добиете нов идентитет, нова личност да биде. Како што спомнав, преку една врста дисциплина. Бидете дисциплинирани, бидете храбри и одите по вашиот пат. И не дозволувајте некој друг да ве стопира, да ве блокира и да ви каже, кај идеш ти тоа? Не, тоа не го прави, ништо нема да биде од тоа. Затоа што ако тоа го направите, верувате од другите што ќе ви кажат, не може ти тоа да го направиш, кај ти го ќе одиш сега во странство, нема шанси. Или не се враќа, ова е нешто многу посебно. Не се враќа во Македонија. Што ќе правиш во Македонија да се вратиш? Знаете ли вие колку луѓе што живеат надвор од Македонија сакат повторно да се вратат во Македонија? Тоа сакам со тоа да кажам. Немој да дозволите надворешното влијание вас да ве демотивира. Пратете ја вашата цел, пратете ја вашата визија. Која е таа визија?
Не останувајте во таа внатрешна болка. Ајде, покушајте да излезете од таа комфортна зона и преку да бидете дисциплинирани. Марс прави еден тригон со Сатурн, само со работа на самите себе си. Бидете храбри и програмирајте си го вашиот ум, како што самите со себе си можете да си кажете. Тоа јас си го успеам, јас тоа го сакам, слушајте го. Вашето срце. Што сака вашето срце да ви каже? Пратете го тоа. Само тоа треба да го стварно умеете добро да воспоставите контакт со самите себе си. Тоа е многу, многу битно. Значи, тогаш ќе може таа новата личност да се роди, новиот идентитет. Само ако сте дисциплинирани, ја пратите вашата визија и вашата цел. Сега, за сите вас кои што се родени во знакот Овен, на прво место заборавив да ви го честитам роденденот. И во моето семејство има некои што се родени во знакот Овен. И знам дека они играат со глава во зид, едноставно кога они нешто сакат, не може никој да ги стопира. Ете, тоа беше само на кратко за оваа соларна еклипса. Пратите го патот на вашето срце. Пратете ја вашата визија и во тоа вие што верувате. Тоа е многу, многу битно. Ете, драги љубители на астрологијата, ако сте заинтересирани за една лична консултација, тука сум за вас. Испод видеото ќе ви ги поставам сите битни контакти каде што ќе можете мене лично да ме контактирате. Ви посакувам секое добро и до скоро. Чао!